шумно пеа. Нови песни, нови песници, Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Почитувани гости, драги пријатели, почитуван господин Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадаци, почитувани колеги, членови на Советот на општина Кавадаци. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа и член 79 од Статут на општина Кавадаци, а по повод празникот на општината 7 септември ја отварам свечената седница на Советот на општина Кавадаци со единствена точка на дневен ред доделување на септемврски награди. Почитувани, на самиот почеток ве повикувам со едноминутно молчење да им оддадеме почит на паднатите борци од НОП, борците починати во изминатите 77 години, жртвите на конфликтите и последните војни действија во републиката и на сите херои што се вградија во темелите на слободата на нашиот град. Слава им! Почитувани, на денешната свечена седница со своето присуство не почестија представници на институции и установи, представници на стопанствата и граѓанскиот сектор, пријатели, поединци, асоцијации кои општина Кавадаци има развиено плодна соработка. Срдечно го поздравувам председателите и градоначалниците на претходните совети на општина Кавадаци. Со посебна почит го поздравувам и присуството на представниците на Сојуз на борци и почитувачи на НОП. Сакам да упатам благодарност на нашите пријатели од разметемените општини кои упатија телеграми со почит по повод празникот на општината. Благодарение на успешното менаџирање на градоначалникот на општината и одличната соработка, како и поддршката која што општината има од централната власт, Кавадаци е град кој што секогаш е центар на случувањата и никогаш нема да запре. Секој празник на градот е нова страна за создавање на модерна и современа општина. Особено представува задоволство што Советот функционира добро и во изминатиот период од една година одржа 14 редовни и 3 воредни седници. Донесени се програми за работа на општината и општински институции, 290 конструктивни одлуки и тоа за донесување на детални урбанистички планови, приоритетни проекти од кои дел за реконструкција на водоводна линија и атмосферска, на главните сообраќајници во градот, локални патишта, изградба на градски пазар, подземен парк и уште многу други. Советниците работија во интерес на граѓаните на општина Кавадаци. Да продолжиме да работиме во тој правец, да ги градиме демократските капацитети на нашата заедница. Со голема посветеност и работа да продолжиме да ги креираме економскиот, културниот, спортскиот и сескупниот развој на општината, се со единствена цел да создадеме подобри услови за развој на градот.
На сите граѓани на општина Кавадаци, од мое име и од име на Советот на општина Кавадаци сакам да ја го честитам 7 септември, празникот на општината и утрешниот голем ден, 8 септември, денот на независноста на Републиката. Во овој свечен миг, а во чест на 77-миот роден ден на општина Кавадаци, го повикувам, го замолувам градоначалникот да се обрати. Поведете го началник. Почитувани присутни, добро вечер. 4 години живееме во убаво Кавадаци. 4 години заеднички ги исполнуваме сите идеи што ги имаме уште на почетокот до крајот. Кавадаци да стане убаво место за живење. Целосниот резултат е благодарение на квалитетот и домашното работење на сите служби на општина Кавадаци. Предизборната програма ја реализирахме уште многу одамна, работевме на проекти кои беа дел од таа програма, но и произлегува од вас, кавадачани, нивните потреби и желби, нивните идеи, секогаш сте на прво место. Општина Кавадаци стана отворена општина за секој граѓанин, отворена општина за собирање на идеи и брзо и навремено реализирање на сите проблеми на граѓаните. Променет е целиот изглед на градот, но во некои делови имаме и сосема нов изглед. Кавадаци привлече внимание на сите општини во нашата земја. Со прогресивниот разговор и напредоци стигнахме до првото место. Да, нема да бидам скромен, Кавадаци за мене од секогаш беше и е на првото место. Многу ниска рангирана скала на транспарентност, општината се искача на неверојатно трето место. Како и една од најтранспарентните општини во земјава, ние заеднички работиме, заеднички и создаваме. 4 години секојдневно инвестираме за сите реализирани проекти, за сите активности на службите, Советот и локална самоуправа. Напорна работа во изминатите години е видлива на терен, а кавадарчани го користат благодетот од се до сега што е направено. Кавадаци сега има целосно изграден и реконструиран кеј од реката Луда Мара, односно Блажо Алексов, па се до село Баташ. Реализирани се врши преку неколку проекти кои од крајот ја сочинуваат целината и го поврзуваат градот со село Баташ. Пешачка зона и понатаму продолжува до Моклиште со изградена за велосипедска пешачка патека од село Баташ до Моклиште. Еден од најголемите паркови во нашата земја, градскиот парк Јучо Шкарпов, сега е целосно реконструиран, обновен по цели 40 години. Во завршна фаза е изградбата на ушеден парк до споменикот на Чиро Крстев. Простор за кој до сега беше парк напуштен. Исто така, фонтани и други содржини за рекреација на самите граѓани. Со поглед на овој проект, значително се зголемија и зелените површини из целата територија на општина Кавадаци. Кавадаци вече години назад е на врвот на листата на еколошки градови во нашата земја во однос на зелениот. Хигиената во градот е на едно завидно ниво. Се градат 2 спортски сали во општинско основно училиште Страшо Пенчев, во општинско основно училиште Димки Танџел Габрот во село Баташ. Че добија спортски сали по долги години постојни. Реализацијата на овие два капитална проекти само че го заокружат сите останати проекти на кои реализирани се изминатите години од сите училишта во нашата општина. Уште во 2019 година до изградба на нови простори во неколку градинки го решивме проблемот за згрижување на децата во градинките. За неколку недели ќе се заврши изградбата и на новата градинка на улица Лесенска. И во овој дел континуирано инвестираме и реализираме со што условите се значително подобрени како и децата, така и за работените. Во делот на спортот реализираме низа проекти од кои назначени се изградба на скејт парк, изградба на нови игралишта, отворено на изгариште во зимскиот период, како и целосна реконструкција на градскиот стадион Тиквеш.
Тиквеш после долги 17 години се пласира на првата македонска фудбалска лига и заслужува модерен стадион. Во наредниот период ќе започнеме со изградба на затворен базен на локацијата на старата Лалуна, која долго време беше еден од запуштените простори без функција, а еден од најубавите во делот на градот. Еден од најголемите проекти за изградба на зелен базен во централното градско подрачје се реализира. Со реализирањето на овој проект значително ќе се подобрат условите за сите нас, ќе се намали сообраќајниот метеж, централното градско подрачје ќе добие нов лик, градиме пазар по сите светски стандарди. Денес за прв пат во Кавалаци беше отворена винотека за промоција на мали семејни винари. Место кое ќе се раскажува за нашите кавадаречки мали винари и привлекување туристи. Денес и регионалниот вински музеј една година од постоење. Музејот до сега има над 4000 посетители од земја и иностранство и представува една поинаква приказка за грозето и винските производи за животот и за кавадарчаните. Во однос на инфраструктурата, како проекти во изминатава година, беа целосно реконструирани голем број на улици. Улица Шишка, улица Линдерска, Западен булевар, улица Блажо Алексов, улица Клинска, улица Брајча Джуна, улица Ресарска и уште многу други. Ова е само дел од главните сообраќајници кои добија нов модерен изглед. Уште еден голем проект кој беше реализиран и со поставувањето на улично осветлување кој е модерно и економично. Во однос на околните села, но нашата општина континуирано се работи на подобрувањето на пристапните патишта, реализацијата на проекти на селата. Еден од поголемите реализирани проекти е изградба на водоводен и канализационен водоводен систем во село Сопот. Исто така во село Возрац и Марина за прв пат добија детски градинки. И уште многу реализирани проекти кои ги подобрија условите во околните села и создадоа услови за живење на младите. Почитувани присутни, овие проекти се само мал дел од сето она што е сработено, што го направи Кавалаци поразлично од порано. Ова е само дел од тоа што не направи модерен и безбеден град, во кој младите ќе останат да живеат, да градат семејства и да напредуваат. Сето ова го остваривме заедно, без вас и без вашата поддршка кавадарчани, немаше да бидеме на прво место, а ова е заеднички успех. Сакам да изразам голема благодарност до Советот општина Кавалаци. Нема да бидам скромен. Ќе кажам дека моје задоволството е огромно што сум дел од Советот во овие 4 години. Кога Советот општина Кавалаци за прв пат функционира како едно цело. Заедно осипна одлуки кои беа важни за нашето Кавалаци, за нашите сограѓани. За прв пат граѓаните беа на прво место, без разлика на која партија припаѓаат. Овој Совет на општина Кавалаци ќе остане да биде пример за тоа како треба да се работи. Вие покажавте дека партијските бариери може да се надминат кога е во прашање интерес на граѓаните. И јас, а и верувам и вие, сте премногу горди за ваквото работење. Сакам да изразам големата благодарност до вработените во локалната самоуправа, до јавните предпријатија, за добрата тимска работа, самоиницијативноста, несебичноста, залагањето за нашите кавадарци. Само со добар посветен тим се градат добри резултати, а ние во тоа успеавме. Една од најголемите улоги, градењето на нашите кавадарци, е причината зашто долго сме на прво место и бизнис секторот од нашата општина која број пат успешни компании и мали и средни допринесуваат за економскиот развој на нашиот град, благодарение на сите чинители од бизнис секторот во изминативе години од голем број на донации за подобрување на нашето општество и за подобрување на животот на жителите на општина Кавалаци. Пред 4 години започнавме со голема ентузијазам, со една цел за убаво Кавадарци. Кавалаци на прво место,
денес, 4 години подоцна, можеме да бидеме горди и да го чуваме тоа што го изградишме. Уште поважно е да продолжиме по истиот пат, да стигнеме уште подалеку, Кавадац да биде уште поубаво и да остане на прво место. Нека ни е среќен денешниот 7 септември, денот кога нашето убаво Кавадаци станува слободно, да бидеме горди кавадарчани. Нека ни е среќен утрешниот празник 8 септември, 30 години независна Македонија. Благодарам. Почитувани, Кавадарци е место кое го нарекуваме свој дом, град кој неизмерно го сакаме, чија историја ја чуваме, а традицијата ја почитуваме и негуваме. На денешниот ден кој пред 77 години ни донесе слобода. Повеќе од секогаш сакаме Кавадарци да биде место на квалитетен, модерен и исполнет живот. На тоа не обврзуваат борците за слобода, нашите потомци. Можноста да ја живееме иднината за која тие сонуваат не обврзува истото да им го возможиме и на нашите деца. Денес со гордост го славиме нашето богато и славно минато. А резултатите од досегашната работа докажуваат дека не сме ги изневериле. Прв на сцената со свој настап камерниот оркестар на народна музика од класата на професор Горан Јанев. Повелете. Денешниот ден е исто така и ден кога градот на своите сограѓани сака да им покаже дека ја цени нивната работа, труд и знаење. Затоа вечерва некои од нив ќе се закитат со највисокото општинско признание наградата 7 септември. Еден од нив е Борче Стаменов од Кавадарци. Иако неговата желба била да стане полицаец, неговиот животен пат го однел во сосема друг правец. Неговиот живот бил како ролер костер, имал свои висини и падови. И додека некои други би се жалеле, тој уживал во возењето. Може би затоа денес и овде каде што е. А поминаа само 5 години откако ја започна акцијата за која му оддаваме признание. Користејќи го своето знаење во областа на компјутерската технологија и носен од желбата да им помогне на оние на кои им е потребно, започнува со донирање на компјутери.
Не нови. Тој им даваше живот на постарите или на оние компјутери кои за некој веќе беа стари и неупотребливи. Ги прави да изгледаат како нови и ги подарува. Првиот отиде во рацете на една самохрана мајка со 2 деца, кои како и сите други сакале дома да имаат компјутер, а немале можност да купат. И така почнува се. Така потоа се раѓа Донирај компјутер. Така Борче разгласи насекаде дека постои хумана иницијатива за донација на компјутери, која доби безброј поддржувачи. Така тој и неговите соработници израдуваа над 1000 семејства без да бараат нешто за возврат. Па зарем таков човек не заслужува вакво признание? Го повикувам Борче Стаменов да ми се придружи на сцената и градоначалникот Митко Јанчев да му го врача признанието 7 септември. Јас бевам доста кратко, ти имам доста алергија на бини и микрофони. Прво да честитам на другите добитници, да честитаме и 7 септември на Кавадарци и се надевам дека кога идеме нема да има потреба од вакви иницијативи како моите што прават за моментално. Благодаря. Вработените во центарот на вниманието, поддршка за младите луѓе, верен партнер на регионот, одлична соработка со домашните компании, грижа за животната средина, се само некој од еден од најголемите работодавачи во Македонија. Денес, со своите 2 фабрики во Кавадарци и Куманово, Дрексел Мајер Македонија брои повеќе од 5000 вработени. Задоволувајќи ги потребните критериуми, оваа компанија постојано ја добива и грижливо се труди да ја оправда довербата која што ја добива од нејзините клиенти. Дрексел Мајер Македонија е важен дел од производната мрежа на Дрексел Мајер групацијата и важен дел од Кавадарци. И затоа со право ќе се закити со наградата 7 септември. Го поканувам представникот на Дрексел Мајер, господинот Лукас Мирингер, да го прими признанието кое му го доделува градот Кавадарци. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Stadtrat Kavadaci, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich recht herzlich für diesen Preis und auch im Namen der Drechselmeier-Gruppe bedanken. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани дами и господа. Од свое лично име и од име на групацијата Дрекселмајер би сакал најсрдечно да ви се заблагодарам за доделената награда. Der Preis ist ein recht schönes Geschenk, aber auch eine Herausforderung und Motivation für die Zukunft für Kavadaci und Mazedonien. Ова е едно големо признание, но секако и мотивација за понатаму како голем предизвик за Дрекселмајер да останат. Drechselmeier ist seit 2012 in Kavadaci, hat begonnen mit 80 Mitarbeitern und jetzt sind wir mehr wie Tausende in Mazedonien. Und ich denke, das ist auch eine sehr schöne Herausforderung. Дрекселмајер на своите почетоци ги има од 2012 година, тогаш почнавме со околу 80 вработени,
за низ годините сега да броим неколку илјади вработени. Сепак тоа е еден добар знак и предизвик за нас. Ich möchte wirtschaftlich noch herausheben, dass Drechselmeier mit 800 Firmen in Mazedonien zusammenarbeitet. Во однос на економијата би сакал само да потенцирам дека Drexelmeier како компанија работи со повеќе од 800 домашни компании. Und Drechselmeier ist auch im sozialen, kulturellen Sektor unterwegs und da bedanke ich mich auch für die Zusammenarbeit mit Institutionen. И исто така компанијата се ангажира и во останати проекти во социјалните, културата, спортот и затоа сака да се заблагодари за досегашната соработка со сите институции. Und zum Schluss noch eines der Steckenpferde für mich persönlich. Drechselmeier war der erste mit der dualen Ausbildung in Mazedonien und ich denke, das ist auch sehr schön für die Zukunft und da bedanke ich mich auch für die Zusammenarbeit mit den Schulen und auch mit den Institutionen in Mazedonien. И оно на што сум особено горд е соработката со средните училишта. Drexelmeier беше прва компанија во земјава која го спроведе моделот на дуална стручност, образование според германски стандарди и затоа сум многу благодарен за соработката и со училиштата и со соодветните институции. Danke nochmal an die Stadtregierung und wir werden, Drexelmeier wird das Beste geben, auch für Karadarci Mazedonien. Danke. Благодарим уште веднаш на наградата на институциите и за Drexelmeier и понатаму да биде уште подобри и има мотивација да работи. За председателот на Основниот суд Кавадарци, судија, професор, доктор Лазар Ранев, во областта на науката, публицистиката, воспитанието и образованието има многу да се кажува. Судија, вонреден професор, голем број студиски посети надвор од Македонија и учество на домашни и регионални конференции. Голем број проекти и публикации, трудови и активности кои представуваат посебен придонес не само за градот и неговиот севкупен напредок и афирмација во земјата и светот, туку и воопшто за нашата држава. Како знак на признание за неговите особени постигнувања, градот Кавадарци на професор доктор Лазар Ранев му ја доделува наградата 7 септември. Почитувани градоначалник, почитувани членови на Советот, почитувани пратеници, дами и господа, почитувани мои драги кавадарчани, навистина прекрасно и огромно е чувството и задоволството да се добие ова големо признание од првата и најдобра европска општина од градот Кавадарци. Моќното европско и како што многумина овде во салата би рекле јакото Кавадарци, постави на високи стандарди во работењето. Ние кои што работивме во останатите институции, се обидовме да ги следиме овие стандарди, така да не само во економијата. Денес Кавадарци е првиот европски град кој што ги имплементира најдобрите зелени дигитални решенија. Кавадарци е број 1 европски град во делот на правосудната дигитализација и со овој начин на работа се разбира ќе продолжиме понатаму да бидеме први. Бидете горди кавадарчани, бидејќи имаме општина која што навистина има свој потенцијал, своји перспективи, затоа што навистина сме најдобри. Бидете благословени, чувајте се. Благодарам многу. Иако во разни земји пожарникарите се различно организирани, нив ги карактеризира пред се хуманост,
а потоа заедничка волја за заштита на човекот и неговите добра. Брзите интервенции на противпожарната единица Кавадарци во градот или надвор од него овозможуваат граѓаните на град Кавадарци да спијат мирно и да се движат слободно. За разлика од другите, Кавадаричката противпожарна единица е активна на терен и во делот на средувањето на градот. Со еден збор, единицата на која првостепена задача е противпожарната заштита, има и други интервенции со кои се делува во создавање услови за поубав и побезбеден живот за сите. Пожарникарите, тие се нашите герои и заслужуваат да бидат наградени за тоа. Признанието 7 септември од нивно име ќе го прими командирот на противпожарната единица Кавадарци, господинот Александар Чаданов. Голема благодарност до градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци за окружаната доверба на територијалната противпожарна единица за наградата 7 септември по повод ослободувањето на град Кавадарци. Би сакал да ве запознам со развитокот, односно развојот на територијалната противпожарна Кавадарци во последните 4 години. Тоа е периодот од кога е започнат значителниот раст на територијалната противпожарна единица во една модерна и современа професионална противпожарна единица. Започнување на персонализацијата на територијалната противпожарна единица од Кавадарци започнува веднаш по доаѓањето на господинот Митко Јанчев за градоначалник на град Кавадарци на крајот на 2017 година. Веќе во 2018 година се довршува реновирањето на објектот на противпожарниот дом, кој што не е реновиран од моментот на неговото изградување, односно од 1956 година. Значи, објектот доживува освежување за прв пат после 62 години. Во склоп на објектот изградени се и модерни гаражи, кои што се со модерни врати, односно ролетни, кои се отвараат со далечинско оправување, што возможува подобра заштита на возилата, но и побрза интервенција со противпожарните возила. Гаражите се со систем за ладење и грејење и може да кажем дека се едни од најмодерните во нашата република. Се до доаѓањето на господинот Митко Јанчев за градоначалник, бројот на пожарникари варирал и тој изнесувал од 10 до 14 пожарникари, што не е доволно за еден голем град како Кавадарци. За прв пат од постоењето на противпожарната единица во Кавадарци, истовремено во 2018 година се вработени нови 16 пожарникари. И за прв пат бројот на пожарникари во Кавадарци е според Законот за пожарникарство и достигнува бројка од 27 пожарникари. За прв пат градот Кавадарци станува побезбеден кога станува збор за противпожарна заштита, бидејќи од тој момент територијалната противпожарна единица од Кавадарци може да одговори на повеќе пожари или елементарни непогоди кои што се настанат истовремено. За прв пат за потребите на пожарникари е набавена специјална заштитна униформа за заштита од високи температури. Со оваа набавка пожарникарите се заштитени и се побезбедни во случај на гасење пожар. Голема благодарност до компанијата Дрекслер Мајер, која што е донатор на оваа опрема. Всушност, пред неколку минути дознав дека територијалната противпожарна единица од Кавадарци ќе доживее уште едно изненадување страна на господинот Мурингер и компанијата Дрекслер Мајер. Од останатите компании, одговорни компании од град Кавадарци, се набавени повеќе персонални возила кои што не беа итно потребни во тој момент за градот и за територијалната противпожарна единица. Набавен е камион Мерцедес, тоа е скала кој што служи за специјална намена за гасење на пожари и спасување на лица од високи објекти. Донацијата е од компанијата Машинокоп Кавадарци. Набавен е джип Volkswagen Touareg, кој што служи како челно возило и возило за брзи интервенции при сообраќајни незгоди, донација од компанијата Екстрабус Кавадарци. Набавен е джип Great Wall, кој што е надограден со резервоар од 300 литри со вода, дополнителни 50 литри за пенило со пумпа и млазница за испрскување со вода и пенило и служи за гасење на почетни шумски пожари и сообраќајни незгоди, кој што е донација од Дирекцијата за заштита и спасување.
Набавена е многу голема опрема која што е неопходна за секојдневната работа на пожарникарите. Набавени се нови противпожарни апарати. Набавени се и нови противпожарни црева со вода. Агрегати за производство на електрична енергија. Двогледи кои што се ни беа итно потребни за на терен. Набавени се 7 пумпи за испумпување за нечиста вода кои што ни беа потребни во случај на елементарна непогода, поройни дождови и поплави. Набавен хидравличен алат за интервенција при сообраќајна незгода. Набавени дополнителна хидравлична опрема која служи за обезбедување и подпирање на угнатени во случај на земјотрес со цел побезбедно извлекување на повредени лица или осигурување на превртени теретни возила со поголема носивост. Набавена е голема доволна количина на различен алат кои што ни беа итно потребни за целата територијална противпожарна единица. Територијалната противпожарна единица, освен за гасење на пожари, учествува и во други активности за доброто на Кавадарци. Тоа се отстранување на паднати дрва на регионалните и локалните патишта кои што се случуваат после големо невреме и испомош при перење на улици во град Кавадарци. Со нашата опрема даваме испомош при правење на улици и други интервенции потребни на градот. Со цел заштита на граѓаните, но и гостите посетители во Кавадарци, територијалната противпожарна единица врши противпожарно обезбедување на разни фестивали и културни манифестации, како манифестацијата Свети Трифон, културната манифестација Гроздобер кој што трае 3 дена. За време на одржување на спортски настани и градскиот стадион, противпожарно обезбедување за време на одржување на денот на младо вино, противпожарно обезбедување за време и на одржување на дводневниот фестивал на Ошар и испомош при одржување на исправност на сообраќајните знаци и разни проекти за превентивна заштита на градот и граѓаните преку правење на пресеки на висоримната љубаш, делење на флаери до средба со граѓани и запознавање на истите за евентуалните опасности кои може да настанат во текот на зимскиот, но и во летниот период. Сме во координација со локалната самоуправа, Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и јавното предпријатие Шумско стопанство Бор од Кавадарци за активирање на локалното координативно оперативно тело за заштита на населението и околината во период на летната сезона. Територијалната противпожарна единица е дел од кризниот штаб при општина Кавадарци и ние преземаме мерки и активности донесени со одлука на истиот. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Кавадарци има значително учество во акциите организирани на кризниот штаб на локалната самоуправа во врска со борба против COVID-19. Покрај редовните секојдневни активности, територијалната противпожарна единица учествува во гасење на пожари на секаде каде што е потребно из државата. Територијалната противпожарна единица од Кавадарци има учествување во гасење пожари во Неготино, Демиркапија, Прилеп, Велес, Гевгелија, Струмица, Куманово, Кочани, Берово и Пехчево, каде што со нашите активности, односно интервенции, имаме даден голем придонес, имаме постигнато големи успеси во борбите со огнените стихии. Но, резултатите на територијалната противпожарна единица од Кавадарци не би биле целосни доколку нема тимска работа и координација со останатите територијални противпожарни единици, како и колегите од противпожарната единица на компанијата Евроникел, кои се секогаш тука да помогнат кога е тоа потребно. Ви сакам да се забородам и на вработените од шумско стопанство Бор од Кавадарци, односно оној сектор, оној дел на шумското стопанство кои што се одговорни и главни за гасење на шумски пожари под раководство на господинот Петко Ристовски. Воедно би сакал во овој момент да ви информирам вас, колегите од противпожарната заштита Евроникел и од шумското стопанство, дека оваа награда денеска ја делиме со вас. Ви благодарам. Би сакал да им се заблагодарам и на вработените на јавното предпријатие Комуналец, кои се секогаш на располагање да помогнат со нивната механизација. Шумско стопанство кои сме на прва линија во борбата со шумските пожари, Министерство за внатрешни работи кој го обезбедува местото на настанат, се со цел подобра и побрза интервенција на пожарникарите и да не ги заборавам дечките од Црвениот крст кои даваат значителен придонес на противпожарната заштита со нивната активност во градот, преку разделување на флаери, односно запознавање на граѓаните за опасноста од пожари за време на високите температури, како и последиците кои можат да настанат поради невнимание. Голема благодарност и до граѓаните на град Кавадарци, кои ја препознаа нашата хумана работа која работиме за доброто на градот. Би сакал да ги поздравам граѓаните на град Кавадарци и да им порачам дека територијалната противпожарна единица од Кавадарци постои во служба на граѓаните и дека сме интервенирале и че интервенираме на секоја елементарна непогода
без разлика од која категорија и колку е таа опасна. Ви благодарам. А сега уживајте во наставот на фолклорниот ансамбл Тиквеш.